Здраво на сите! Добредојавте во 83-та епизода на емисијата за млади Шорткат. Јас сум Нина и ќе ве запознам со некои од најважните вести од изминатите денови. Почнуваме веднаш, следете на. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје со нов пат на листата на Центарот за рангирање на светски универзитети. Сега е на 1990 место меѓу 2000 најдобри универзитети во светот. На најновата ранг листа за 2023 година, што беше објавена во понеделникот, УКИМ годинава бележи пат од 26 места во споредба со минатата година. А ако се направи споредба со 2021 година, тогаш падот е од 46 места. За само 4 години, УКИМ на оваа листа паднал за дури 174 места. УКИМ, како најстар и најголем универзитет во државава, сепак е единствената македонска високообразовна институција што се најде на ранг листата на Центарот за рангирање на светски универзитети. Рангирањето на оваа листа се оценува според 4 мерки: образование, можност за вработување, настава и истражување. Кафето е еден од најпопуларните пијалоци. Ретко кој може да замисли денот да го почне без да се напие од овој напиток со богата арома и силно дејство кое ни ги отвора очите. Но, додека се расонуваме, малку од нас помислуваат дека талогот од кафето што го пиеме е сериозен причинител за создавањето на глобалното затоплување. Дали сте се запрашале што можеме да направиме за да ги спречиме негативните последици од талогот врз животната средина, додека ја пиеме првата глотка и чекаме кофеинот да проработи? Интересно, нели? Погледнете приказната на Coffee Mates и дознаете повеќе. Ние сме Coffee Mates. Јас сум Никола. Јас сум Петар. Овие млади иноватори смислија решение. Ке прават рачно изработени рамки за очила преку рециклирање на талогот од кафето. Тие ќе бидат уникатни и ќе се прават по мерка и желба на нарачателите. Истовремено, ќе ги отворат погледите кон почиста животна средина. И заедно дојдовме до идеја како да го рециклираме отпадот од кафе кој што секојдневно се создава со правење на кафе во рестораните, кафичите, баровите. И со самиот отпад ние дојдовме до ново решение, ново еколошко решение со кое што го користиме отпадот од кафе и правиме нов продукт. Според Државниот завод за статистика, просечното македонско семејство употребува околу 9 кг кафе годишно, а просечен граѓанин троши 2,4 кг годишно. Во светот, вкупната потрошувачка на кафе за 2021 година е над 160 милиони вреќи од по 60 килограми. Кога отпадот од кафе не се рециклира, тој завршува на депониите и зафаќа голем простор. Од друга страна, рециклирањето на отпадот од кафе може значително да го спречи штетното влијание врз животната средина. Конкретно нас ни дојде идејата со кафе, со тоа што дома јас лично користам мокапот, каде што отпадот од кафе постојано ми се собира и размислав како да го употребам пак повторно тој отпад и дојде идејата заедно со Петар да го реискористиме и да направиме нешто ново. Едната од опциите беше очила за носење. Имаме и други продукти, едниот беше хумус, односно фертилизатор за растенија и накид кој што може да го произведуваме од отпадот од кафе. Според проекциите кои ги изработиле Никола и Петар, преку преработката на отпадот од кафе, тие би спречиле 42 тони јаглероден диоксид да се ослободи во околината. За да се прочисти воздухот од толкаво загадување би била потребна шума голема колку 32 фудбалски игралишта. Во моментов тие прават бизнис план како да ги пласираат рамките за очила на пазарот, а работат и на креирање формула според која ќе добијат смеса од талогот од кафе и други соединенија кои ќе бидат разградливи, но и од која ќе добијат издржливи рамки за разни временски услови и температури. Сега сме во фаза на инкубација, односно следните 6 месеци ние имаме цел да го унапредиме фазата во која што сме, односно сега работиме конкретно на очилата, да најдеме соодветното соединение со цел да бидат што поиздржливи и што поубави на изглед и естетика. Тоа што за нив е важно покрај креирањето на циркуларна економија и создавањето круг на производство без отпад е да бидат и уникатни, а затоа им помага и уметникот Игор Јосковски.
На крајот од емисијата би сакала да потсетиме дека 22 мај е крајниот рок за пријавување на младите од источниот и североисточниот регион за учество во обуката Дезинформации и проверка на факти. Обуката ќе се одржи од 24 до 26 мај во Штип, а учеството во неа е бесплатно. Најдобрите учесници летово ќе имаат можност за практиканство во медиумите на фондацијата Метаморфозис, а двајца млади што учествувале на обуките ќе имаат можност за заменет на студиска посета на САД. Овие обуки фондацијата Метаморфозис ги организира со Меѓународниот центар за новинари и со поддршка од Американската амбасада во Скопје. Тоа беше се за денешната епизода на Шорткат. Благодариме што бевте со нас. Пишете ни на Инстаграм и ТикТок за било каква сугестија или предлог и не заборавајте до следниот четврток да ја читате рубриката ЦТРЛЗ на Мета МК. Се гледаме следната недела во истото време. Чао!